Додека едни полицајци го регулираа сообраќајот, нивни колеги протестираа за повисоки плати. Тие дури имаа поддршка од полициски синдикалци од соседните земји како што се Црна Гора и Србија. Околу 500 полицајци го блокираа еден од најпрометните сообраќајни јазли во Скопје, раскрсницата кај Мавровка. Половина час протестираа со транспаренти и повици за зголемување на платите. Од независниот полициски синдикат посочуваат дека илјадници тужби поднесени од полицајци против Министерството за внатрешни работи со години собираат прав во фиоките, без разрешница. Тие бараат платата на некои полицајци која е под минималната плата, да се зголеми на износот што им следува според закон. Во различните градови во државата судовите кажуваат дека на едни полициски службеници треба да се исплати повеќе плата, а во Скопје велат дека ни е доволно оваа плата што ја зимаме, така ќе му дојде, затоа што веќе со овие пресуди колегите имаат наплатено и е докажано дека нивната плата е испод минималната, а за жал скопските судови вели дека тоа не следува. Тука доаѓа до еден огромен револт, до една огромна невоедначеност на платите, а платите во полицијата е многу едноставно да ги пресметате. Тие ги оспоруваат одлуки на граѓанскиот и апелациониот суд во Скопје, правејќи споредби дека за истите прашања полицајците во Гостивар и во Битола ги добиле тужбите против МВР за зголемување на платите. Според овој синдикат, платата на полицајците се состои од основната плата, плюс зголемување на платата, стаж и додатоци на плата. А според законот за минимална плата, основната плата не може да биде пониска од минималната на национално ниво. Од овде пред судовите, пред палатата на правдата, сакам да им порачам на сите судии да го чуваат својот интегритет и интегритетот на судството, така што ќе судат по закон, а не по нарачка или завземани не знам какви ставови и правни мислења. Те би сакал да се обратам до владата. Зголемете платата на сите полицајци, судска, шумска, затворска, МВР, затоа како што пред малце што напоменав, на безбедноста не се штеди, господо, а со добро платен полицаец е мотивиран само за подобра работа. Во Министерството за внатрешни работи платите се пресметуваат според систем на поени, почнувајќи од 550 поени па нагоре, со вредност на еден поен од 35,47 денари. Овој систем ја формира основната плата на полицајците. Според независниот полициски синдикат, илјадници полицајци примаат основна плата од само 19.500 денари, што е значително под минималната нето плата во државата, која од март изнесува над 24.000 денари. Тие предупредуваат дека и покрај зголемувањето на минималната плата, оваа категорија вработени останала надвор од промените.